Уставот се менува во 3 фази. Во 2 наврати треба согласност на 2/3 од вкупниот број пратеници. Уште на самиот почеток е потребно двотретинско мнозинство за да се утврди оти е потребна измена. Дури потоа се утврдуваат нацрт амандманите, зашто е доволно само просто мнозинство од најмалку 61 пратеник. И на крај амандманите треба да се усвојат повторно со двотретинско мнозинство, односно со најмалку 80 гласа. Првата фаза ја започнува овластен предлагач, во овој случај владата. Тие ја започнуваат иницијативата, која откако ќе се подготви, Министерството за правда ја проверува техничката уредност. Се преведува и на албански, пошто тие ја враќаат до владата, која треба да ја испрати до собранието. Според деловникот, овие процедури не можат да траат повеќе од 20 дена. Најмногу 10 дена може да се дебатира во Комисијата за уставни прашања и исто така максимум 10 дена на пленарна седница на парламентот. Член на Комисијата за уставни прашања и пратеник во текот на претресот може да говори повеќе пати, во трајање од вкупно 20 минути. Координатор на пратеничката група вкупно 30 минути. Правилата пропишани во деловникот не предвидуваат говор подолго од 30 минути ниту на предлагачот, па по пресметките се стигнува до заклучок дека првата фаза теоретски може да трае најмалку 5 дена. Таа се заокружува со првото гласање каде е потребно двотретинско мнозинство. Откако собранието ќе ја пробие првата бариера, започнува втората фаза. Подготовка и утврдување на нацрт амандманите. Роковите во деловникот предвидуваат 30 дена за оваа постапка. Текстот на нацрт амандманите на Уставот со образложение предлагачот ги доставува до претседателот на собранието, кој го доставува до претениците и до претседателот на републиката и до владата. Кога не се предлагачи, најдоцна 30 дена пред одржување на седницата на собранието. И во оваа фаза пратениците исто така се ограничени со излагања не подолги од 20 минути. За утврдување на нацрт амандманите потребни се најмалку 61 глас, со што започнува меѓуфазата, амандманите одат на јавна дискусија, чие време траење го одредува собранието. Третата и крајна фаза започнува кога крајната верзија на амандманите конечно ќе се најде пред пратениците. Тие имаат најмалку 30 дена за дебата, односно претрес во законодавно-правната комисија, Комисијата за уставни прашања, како и на пленарна седница. Процеси за кои деловникот предвидува прецизни рокови. Конечната одлука за усвојување на уставните измени се носи со најмалку 80 гласа, која би била и последната бариера. Но бидејќи во овој случај станува збори за промена на преамбулата, освен двотретинско, услов е и Бадентерово мнозинство, односно гласовите на пратениците од помалите етнички заедници. Ако постапката се брза и се одвива според најкусите можни рокови, за финализирање на трите фази, теоретски ќе бидат потребни најмалку 3,5 месеци.